Драги Велешани, благодарам што сте тука. Вие сте горди луѓе и тоа со право. Овој прекрасен град родил многу паметни и прогресивни луѓе, широкогледи луѓе. Токму затоа, вие многу добро знаете да процените и да оцените некои работи. Дали се чувствувате, драги Велешани, како граѓани со свиткан рабет? Дали не сте веќе македонци? Дали веќе не зборите македонски јазик? Дали она што беше, некој ви го зеде? Или рабетот ви беше свиткан во едно друго време? Време на така наречени инспекции, направење списоци, притисоци, на безобразно крадење на вашите бизнеси, време на угнетување на работникот и имање на мизерни плати во земјата. Време кое, за жал, не е толку далечно. Беше само пред неколку години. За само 2,5 години не е ни цел мандат. Го променивме тоа, поместивме планини. Членки сме на најголемиот безбедносен сојуз, на НАТО алијансата. Државата ни е безбедна и сигурна. Исполнете вековниот сон на македонците да имаат сигурна земја. Никогаш претходно тоа не беше случај. Отворивме граници и врати што од секогаш биле затворени. Преговараме со Европската Унија. Ни се отворија врати кои, како што кажав, секогаш биле затворени. И ние тоа мора да го искористиме. Зашто еден е животот, неповторливите шанси за да ги искористиме, не треба да ги пропуштиме. Но тоа не значи дека сме завршиле се или дека не можеме уште повеќе. Можеме уште повеќе и уште подобро. Причината за тоа е многу едноставна. Точно, имаме одлична програма со еден куп економски и политички мерки. Но просто кажано, причината е во едно, да се работи домаќински и одговорно. Не се трошат повеќе граѓанските пари и неброени милиони на градби од стиропор, на панорамски тркала и на разни глупости. Пари во државата секогаш имало и ке има. Работата е како тие пари ги трошите. За кратко време, луѓето видоа дека можело поинаку со нивните средства, а не расипнички и без усу. Затоа од мизерните 9.000 денари, минималната плата денес е 14.500, а до крајот на следниот мандат ќе порасне до 20.000 денари. Затоа просечната плата во следниот мандат ќе биде до 34.000 денари. Затоа платежните картички ќе опфатат повеќе категории на наши граѓани од тоа што сега опфаќат. И затоа ќе го зголемиме опфатот и на мерките кои што ги носиме, но и на повратот на данокот на додадена вредност што како нова мерка ја уведовме. Затоа ги укинавме и патните трошоци. Затоа и денот недела ќе го направиме неработен ден за секого, ден за семејството. Дете сум на работничко и скромно семејство и знам како е да се заработи. Знам дека на луѓето не им требаат брда и долини. Треба само да им овозможиш чесен старт и фер услови. Да им овозможиме основни работи за прогрес. Останатото сами ќе го направат. Изборот е уште полесен, зашто на спротивната страна имаме празна понуда. Екипата на Груевски со непроменет состав, мајсторите на фейк ньюзот во нашата земја. Луѓето кои со сета сила се противеа на законот за јавно обвинителство кој што стапува на сила на денешен ден. Нема повеќе политичари да бираат обвинители. Почетокот на преговорите со Европската Унија се должи на оваа многу важна реформа и одлука за која само ВМРО фейк ньюс не гласаше и не се радуваше. Секако, има и многу други бенефити, како например фактот што предметите на специјалното јавно обвинителство се спасени и почнуваат да добиваат разрешници. Тоа ВМРО, почитувани пријатели, граѓаните не го сакаат. Затоа се противаа на овој закон, исто како што се противат и кога треба да се покачат платите, кога се носеше минималната плата, кога се носеше растот на пензиите оваа година, кога се носеше законот за враќање на данокот на додадена вредност и кога се противеа на се она што значеше парите назад кај граѓаните. Тие се заинтересирани само за лажни вести, а начело на оваа нивна фейк ньюс фабрика стои човек добро издресиран и испраксиран од времето на Никола Груевски, а осомничен во многу предмети, Игор Јанушев. Мене ми е многу жал, но сепак е факт и ова морам да го кажам. Од една страна сум јас,
кој во мојата политичка скромна кариера немам ниту една дамка, ниту една афера. А од другата страна е Јанушев, за кој што има 10 или 20 афери и скандали. Се зборува и за оштети кои што ги гледаме во многу предмети, како што се набавките на адвокатните автобуси не во Скопје, се грижал за Велес, како што е и панорамското тркало, еден огромен скандалозен проект од 18,3 милиони евра за панорамско тркало не во Велес, во Скопје. Обнова на времето, обновата на времето, која ја раскрчнува целата држава и кога се поставува своји луѓе насекаде. Исто како Јанушев, кој целата негова фамилија ја вработи во времето на владењето на неговиот ментор, тогаш кога беше директор во неговото време, времето на Никола Груевски. Немам ништо против ВМРО-ДПМН како партија. Таму има и честни луѓе со образ, но за жал не доаѓаат на површината. На врвот таму беа и останатите послушници на Груевски како Игор Јанушев. Е да простиш Јанушев или што би рекол Дурловски, проштевајте, но режимот на Груевски нема да го вратиме. Граѓаните и македонците и нашиот народ тоа нема да го дозволи. Нема деспоти повторно да не владаат. Македонците ќе одат напред сложно, а не згрбавено како во вашите спотови. Згрбавени бевме тогаш, кога се однесувавте како шерифи на локално и на централно ниво. Шерифи кои што управуваа со македонскиот народ. Тргнати сме по нов пат, тргнати сме по автопат. Друга песна пееме. Слободно зборуваме и слободно дишеме и живееме. Државата ни е стабилна, безбедна, членка на НАТО. Сега доаѓа време економски силно да ја јакнеме. Имаме план и можеме. Видовте што направивме за 2,5 години во еден скратен и тежок мандат. Дадете ни ја вашата доверба за нов и за чист мандат и за многу поголеми успеси. Тие успеси, почитувани пријатели, се за сите. Ки ги жнееме плодовите на ова време сите граѓани, сите партии, сите ние. Влеговме во НАТО, можеме во ЕУ. Сите граѓани, заедно можеме уште подобро и уште повеќе. Благодарам.